Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате седмиот дел од книгата Предавање од Лахор, книгата Исламот во споредба со другите религии во Индија, која е позната како Предавање во Лахор, ја напишал ветениот Месија алейхи селам и во негово присуство предавањето го прочитал Маулана Абдул Карим Сахиб од Сиелкот пред големиот собор во Лахор на 3 септември 1904 година. Ова предавање содржи компаративно проучување на исламот, хиндуизмот и христијанството и покажува дека учењето на исламот е над другите учења на останатите религии. Чумата исто така ќе биде знак на тоа доба и таа ќе биде толку силна што ниту еден град и ниту едно село нема да бидат поштедени од незиното пустошење и смртта ќе се проткае низ земјата, оставајќи ја практично пуста. Некои населби ќе бидат избришани, додека другите по долга мака ќе бидат спасени. Овие денови ќе бидат обележени од Божјата лутина. Бидејќи луѓето не ги прифатиле знаците и поддршката на неговиот представник во тоа доба и го одбиле неговиот пратеник, кој дошол поради нивната реформа. Ние во ова доба го видовме исполнувањето на сите овие знаци. Секоја разборита личност ќе свати дека Бог ме пратил во време кога сите запишани знаци во чесниот Куран биле исполнети. Иако го наведов чесниот Куран, овие знаци исто така се спомнати и во хадисите. Уште еден знак за времето на ветениот Месија алейхи селам, кој е забележан во чесниот Куран односно, еден ден во Божите очи е како 1000 по вашите пресметки. Бидејќи има 7 дена, од овој ајет заклучуваме дека светот би требало да трае 7000 години, пресметувајќи од Адем, чии сме потомци. Од чесниот Куран учиме дека сите други светови постоеле пред нас, иако не знаеме кој вид на луѓе ги настанувале. Но изгледа дека еден период на светот трае 7000 години, како символ по кој и деновите се поделени на 7 и секој вреди 1000 години. Ние не можеме да кажеме низ колку периоди светот поминал и колку адеми се појавиле во своето време, но сигурно е дека, бидејќи Бог е вечен создател, светот мора да биде траен, како што се и видовите, иако не траат во исти своји облици и манифестации. Овде христијаните исто така сгрешиле, бидејќи веруваат дека Бог бил без работа пред да ги создал небесата и земјата пред некои 6000 години. Ниту една разборита личност ова нема да го прифати, но чесниот Куран ни зборува дека Бог е вечен создател, кој ако сака може билион пати да ги уништи и небото и земјата и повторно да ги создаде, како и предходно. Бог не известил дека сегашната човечка раса потекнала од Адем, нашиот заеднички предок, кој дошол по предходните уммети, раси, и оваа човечка раса има период од 7000 години, и дека тие 7000 години кај Бог се како 7 дена кај човекот. Според тоа, времето кое е одредено за децата на Адем е 7000 години, од кои 5 веќе поминале до доаѓањето на нашиот чесен пратеник Мухамед салаллаху алейхи веселем, како што се зборовите изразени во бројките на сура Ал-Аср. Бидејќи сега поминале 6000 години од ова ера, останале само 1000 години. Предскажено е не само во чесниот Куран, туку и во многу други книги, дека последниот пратеник кој ќе се појави ќе биде на лик на Адем и ќе биде наречен Месија и ќе се појави на крајот на 6-тиот милениум, токму како што Адем бил роден пред крајот на 6-тиот ден. Сите овие знаци за разумен човек би требало да бидат доволни. Според чесниот Куран и други Божји книги, овие 7 милениуми и понатаму се поделени како што следи. Првиот милениум е за ширење на упатството и доброто,
другиот за превласт на шејтанот, третиот за ширење на упатството и доброто, четвртиот за превласт на шејтанот, петтиот за ширење на доброто. Ова е милениум во кој се појавил нашиот учител, честниот пратеник салаллаху алейхи веселем. Поради реформата на луѓето и шејтанот бил ставен во синџири. Шестиот милениум за давање на слобода на шејтанот и на неговата превласт. Овој милениум се протега од крајот на 3-тиот век на исламската вера до почетокот на 14-тиот век по хиџра. И 7-миот милениум за Божја превласт и превласт на неговиот Месија, за ширење на доброто, верата, исправноста и за втемелување на Божјото единство и обожување на Бог и за превласт на секој добродетел. Ние сега сме на почетокот на 7-миот милениум и нема никаков простор да дојде било кој друг Месија, бидејќи постојат само 7 милениуми кои биле поделени на добро и на зло. Сите пратеници зборувале за оваа поделба по пат или детално. Но честниот Куран тоа многу јасно го спомнал и од ова го извлековме предскажувањето за ветениот Месија. Навистина, вредно е да се запомни дека сите пратеници на еден или друг начин предскажале за времето на Месијата и за интригата на Деџала. Всушност, ниту едно друго предскажување не е дадено толку често и со таква доследност. Но некои луѓе се уште се сомневаат во неговата веродостојност и од честниот Куран бараат доказ. Ако размислеле за оваа работа и ако се замислеле над Божјата реч, ќе откриле дека ова предскажување е толку јасно спомнато во честниот Куран, што ниту еден мудар човек не би барал повеќе детали. Во сура Ал-Тахрим, например, честниот Куран одредени поединци ги нарекол Ибн Мерием, синовите на Мерием. Тоа зборува за нивната сличност со Мерием и потоа зборува за тоа ако во нив го вдахнал возвишениот дух, што значи дека по стекнувањето на положбата на Мерием, овие луѓе понатаму ќе напредуваат и ќе го стекнат статусот на синот на Мерием. Во иста смисла, на почетокот, Семокниот Бог во своите објави мене ме нарекол Мерием, како што е запишано во книгата Брахин е Ахмадија. О, Мерием, влезете ти и твоите пријатели во Дженнет. Подоцна он рекол: О, Мерием, јас во тебе го вдахнав духот на вистината. Ова во метафора значи дека Мерием во тој момент забременила со вистината и он на крајот рекол: О, Иса, јас ке те усмртам и ке те воздигнам кон себе. Овде јас сум бил преведен од статусот на Мерием и сум наречен Иса, синот на Мерием. И така, ветувањето од сура Ал-Тахрим било исполнето. Исто така, во сура Ал-Нур е запишано дека сите халифи ќе дојдат од овој уммет и од честниот Куран изгледа дека за овој уммет ќе има две опасни доба. Првото се појавило по смртта на честниот пратеник Мухамед салаллаху алейхи веселем во време на халифатот на Абу Бакр разијалаху анху, а другото доба е доба на интригата на Деџала во кое ќе се појави Месија. Поради пронаоѓање на засолниште од ова зло време, честниот Куран не подучил да ја учиме следната дова. Упатине на правиот пат, патот на оние, на кои бесот не се излил и кои не залутале. Другото предскажување за ова доба исто така се наоѓа во сура Ал-Нур. Овој ајет значи дека исламот во подоснежното доба ќе доживее голем потрес, ќе биде во опасност и ќе изгледа како верата да не може да опстане на земјата,
Но дека Бог ова вера повторно ќе ја втемели на земјата и дека поголемиот страв ќе даде мир и спокој. Ова исто така произлегува од друг ајет. Односно, Бог е оној кој го пратил својот пратеник за исламот да превлада над сите други религии. Ово укажува на времето на ветениот Месија алейхи селам, како и за овој ајет. На вистина ние ја објавивме оваа опомена и на вистина ќе ја чуваме. Според честниот Куран, времето на ветениот Месија алейхи селам ќе биде слично на времето на Абу Бакр разијаллаху анху. Доказот кој го дадов од честниот Куран би требало да биде доволен за секоја разумна личност, но ако некој тоа го смета за неуверливо, тогаш треба да признае дека Теврат не содржи никакво предскажување за Иса алейхи селам или за нашиот чесен пратеник салаллаху алейхи веселем, бидејќи зборовите на овие предскажувања не биле толку прецизни и поради тоа евреите сгрешиле и не ги прифатиле. Ако Теврат содржал јасно и недвосмислено предскажување за честниот пратеник салаллаху алейхи веселем, да го спомнал неговото доаѓање во Мека и да кажал дека неговото име ќе било Мухамед, името на неговиот татко Абдулах, името на неговиот дедо Абдул Муталим, дека ќе се роди во куќата на Исмаил, потоа неговото селење во Медина и дека ќе дојде по толку и толку време по Муса, тогаш со вакви знаци ниту еден евреин не би ги одбил. Во случајот на предскажувањето за Иса, евреите се соочиле со уште поголема дилема и некој би можел да помисли дека оправдано одбиле да го прифатат, бидејќи предскажувањето содржано во Божјата книга јасно навело дека пред вистинскиот Месија мора да се случи враќањето на Елијах. Но што се однесува до Елијах, тој се уште не дошол. Во Божјата книга ова било услов дека вистинскиот Месија нема да дојде додека Елијах повторно не дојде на свет. Иако Месијата тврдел дека ова предскажување не значело враќање на Елијах лично и само се однесувало на доаѓање на некого кој му е сличен, евреите сметале дека ова е вметнување во Божите зборови и зборувале дека им е дадена вест за враќањето на првиот Елијах. Овој пример покажува дека предскажувањата за пратениците на некој начин секогаш се прекриени за да се направи разлика помеѓу доброто и злото. Покрај тоа, тврдењата кои се засновани на вистината во прилог немаат само еден вид на докази, бидејќи тие се како дијаманти и сјаат во секој аспект. На ист начин, моето тврдење дека сум ветениот Месија може да биде докажано од кој аголи да сакате да погледнете. Земете го, на пример, моето тврдење дека сум пратен од Бога и дека примам Божји објави. Овие тврдења се од пред некои 27 години, додека се уште не беше печатена книгата Брахеен е Ахмадија. Секоја разумна личност може да види дека нешто што е базирано на лага не може да трае толку многу години. Колку и да може да биде голем лажов, човекот никогаш не може да биде толку безочен да продолжи да лаже толку долго, колку на човекот му треба да биде роден и да стане татко. Еднакво е незамисливо дека Бог ќе му помогне на човекот и да направи неговиот џемаат да цути и дека ќе ги оневозможи плановите на неговите непријатели, додека знае како тој е проклет лажов кој последните 27 години практично секое сабајле смислувал објави и предскажувања и лажно ги препишувал на Бог. Друг доказ кој живо ја покажува вистинитоста на моето тврдење е изведен од предскажувањата кои ми биле објавени кога ни самиот не знаев кој сум. Јас во тоа време ја пишував книгата Брахен е Ахмадија и никој освен Бог, зналец на невидливото, не бил запознаен со моите околности.
Денес го завршивме 7-миот дел од книгата Предавање од Лахор. Еселаму алейкум.